Отворено студио 1 во 19:15. Економијата стагнира, владата хибернира. Диагнози на Светската банка. Денеска во ексклузив. Откако се разведен фудбалерот Кралевски, Вера Мештеровиќ блеска, таа го смени имиџот и ужива во слободата. Откриваме каде исчезна Маја Вукичевиќ. Драган Вучич на квиз во ексклузив. Го тестираме знаењето на познатиот шоумен. Гледајте ексклузив вечерва 18:15 на 1 ТВ. Дали во судската војна меѓу АД Топлификација и ТЕТО, за која стои кипарска офшор фирма, најдебелиот крај ќе го извлечат над 2600 акционери. Како со помош на лажен стечај, бришење на долговите матни игри, е изиграна одлуката на Врховниот суд за враќање на заемот на Топлификација од 30 милиони евра вложен во изградбата на термоелектраната. Ексклузивни гости на Гордана Дувњак во Правда и неправда. Првиот човек на Топлификација, Димитар Хаџимишев, и представникот на акционерите, Ивица Стојановски. Гледајте вечерва во 21 часот. Не дека криеме нешто. Не. Председателот постапува со пошироко толкување на Уставот, има апсолутно право за тоа. Да, точно така. И тама работа да нема. Секоја среда со мене Сашо Ордановски во печат на неделата заедно со моите гости да ставиме печат на настаните. Добар ден, повторно се враќаме назад во студиото 1 со нови гости и со нови теми на разговор. Секако јас сум Кристина Атовска, со мене е колегата Христијан Баневски, а во овој дел со нас во студиото е господинот Јорго Огненовски, лидер на новоформираната партија Демократи. Господин Огненовски, добар ден, добре дојдовте во нашето студио. Сега да позборуваме малку повеќе за новата политичка партија која се појави на нашите простори. Ние бевме навикнати во сиве овие години од самостојувањето до денес практично две политички сили се судираат на теренот. Која е основната цел на Демократи? Каква е вашата идеологија? Дали се декларирате како лева или десна партија? Со која цел сте оформени и сега за сега кои се членува во Демократи? Благодарам на поканата, поздрав до гледачите на вашата телевизија. Пред се би сакал да кажам дека, како што кажате во Македонија, постои црно-бело и тие две големи политички партии, не се само тие, за жал, постојат уште 40 партии кои што влегуваат во коалиција, но тие се претупуваат, се разбира, и затоа во Македонија испаѓа дека не имаме две политички партии. Што не е ваша намера? Што не е наша намера, се разбира, ние сакаме нашата партија пред се да стане најмоćна политичка партија во Македонија, затоа што може да понудиме еден спас, да кажам, и на народа и на Македонија, и еднаш за секојаш да почнеме да одиме напред. Веќе 27 години пропаѓаме, не седиме во место, некои луѓе вика дека седиме во место, јас викам ние константно пропаѓаме, така да нашата партија има цел и затоа се формира. Јас живеејќи 30 години во Америка имав задоволство и чест да доаѓам често во Македонија. Во последните 9-8 години сум скоро тука, почесто размислував доста како да му се поможи на Македонија, на народот, се разбира, да излеземе од оваа катастрофална политичка. Што ве натера после 30 години да се вратите назад во Македонија? И вие самиот споменавте 30 години сте живееле во Америка и имате успешни бизниси. Зошто се вративте во Македонија? Дали политичката партија е единствената причина за вашето враќање? Во Америка, малце да подобјаснам, јас работев во Холивуд, имав две компании, каде што произведува филмови, играни филмови и ги продававме. По мене, за мене лично бев доста успешен, се разбира, можев да бидам и поуспешен, но тоа е живото. Важно е што многу научив од Америка. Значи, научив
систем, научив дисциплина, научив честност, научив одговорност и допринос. Значи, граѓаните во Соединетите Амерички држави се борат за својата земја, патриоти се разбира, нема таму поделба, бидејќи цел свет живее во Америка, така да затоа америчките држави се граѓанска структура, да кажам, и тоа многу ме воодушевуваше, бидејќи секој има шанса, поготово во Америка, се форсира секојаш квалитетот. Број еден квалитет. За жал, кај нас тоа е обратно, но зошто да после 30 години, пред 9 години, како што спомнав, дојдов тука, сакав да поможам на земјата, преку премиерот поранешниот Груевски, градоначалникот на Битула, исто град е некој си филмски град, па ме замолија да дојдам да поможам, да привлечем компанија од Холивуд и се разбира од другите земји, да изградиме едно мини студио, каде што ќе креираме вработување за 200-300 души во најмала рака, и тоа е се во постпродукција, значи музика, специјални ефекти и така натаму. Но брзо сватив дека од тоа нема ништо, дека фактички покрај премиери и играначалници сватив дека тие си работат само за себе, за своите лични интереси. Ти останеш едно празно ветување. Да, тотално јас се разочарав, не се разочарав во ништо, се разочарав во политиката, во политичарите, како што спомнав. И сватив дека ние во Македонија, после толку години, да кажам 20 и нешто години, кога дојдов пред 9 години, ние на место напред одиме, барем малце, ние сме отишли назад 300% и можда повеќе и помалце, зависно во која сфера. И кога видов маките на овој народ, кога видов кој ги води, почнав да размислувам и тоа почна да ме мотивира, вака не може повеќе. Така, зошто демократи, конкретно тоа име, каде сте вие на тој политички спектрум, лево, десно, центар, кој што го спомна колешката, и кои се вашите предлози, што вие имате како идеја, она што може да се имплементира од странските искуства, за да Македонија може да тргне напред, како што велите, наместо да тоне постојано? Кај ние припаѓаме? Ние припаѓаме со народот. Ние припаѓаме со граѓаните на Република Македонија. Ние сме народно, да кажем, граѓанска партија. Не сме националистичка партија. Нашата партија има голем проблем, и јас лично и нашата партија, дека ние во Македонија, можем да кажем, едно од најлошите работи што ни се случи, што креиравме партии по националност. Македонија како држава, како независна држава, ние сите сме рамноправни, сите, тука се разбира и си имаме своји одговорности. Зошто да се делиме, зошто имаме партии по националност? Тоа ме мотивираше многу, бидејќи во Америка, Германија, А во идеологија, според идеологијата, дали сте повеќе социјалистичка, односно лева, или повеќе десна филозофија, односно идеологија? Ние сме центар партија, да кажем. Значи сме против и левите и против и десните. Тие одат во екстрем. Значи ние сакаме да креираме едно општество, граѓанско општество, каде што секој ги има истите права и одговорности. Значи не можеш да се шлепуваш, викаме на грб да те носи. Денес имаме случаи, ве самите знаете. Слушам дека луѓе дома седат по некоја основа, земаат плата. И други примери, нормално, неправилности што постојат. Ние како граѓанска народна партија, кој што ќе се бори за доброто на сите, број еден ние гледам што е најголем проблем во Македонија е криминал. Значи, јас викам со прости зборови. Замислете цело богатство Македонија да ги има и да имаме све тука. Ако оставиш политичкиот криминал да цвети како што цвети, стопански, митото, корупција, најбогата земја да сме, тоа пак ќе се уништи, ќе се искради. Ние мора тоа прво да спречиме број еден и напоредно со тоа, што викам кола со две светла не може се едно, на прво место ние економијата. Значи на светска економија каде што ќе се дигни стандардот на граѓаните. Не може денес да креираш вработување, конкретниот случај, пример, зборувам, 150.000 вработување во државни институции, а народот е веќе иселен и може да имаме 1,5 милиони народ останал. Тоа е 10%. Тоа е, замислете, Америка има 323 милиони, има негде околу 33 милиони во администрација. И воопшто, значи незамисливо, нашата цел е тие се две работи. Да се уништи криминалот, буквално кажано, максимално,
И многу што е важно, гледам тука денес што ни се случува, се разбира, фрампантно, страшно, какви богаташи се креира денес, еве и самите гледате што се случува, кој се по притвори, кој се по затвори, кој се посуди, премиеров, кој се во бегство, премиерово бегство се разбира, кој што Што мислите вие за еве конкретно за бегството кога веќе го споменавме? Дали тоа покажува доволно сериозност за еден човек што повеќе од 10 години бил на чело на државата? И дали тоа покажува сериозност од актуелните власти со оглед на фактот дека е нивна задача да ја спроведат системски пропуст, да го наречеме. Вака, јас бидејќи доаѓам од Америка, секогаш ги гледам работите малце поинаку, него вие што живеете тука цело време. Не дека сум попаметен, од мене има доста веројатно попаметни луѓе во Македонија и во свето, али од друга аспект, јас гледам чистотата на луѓето, честноста, хуманоста, квалитетот. Ако сте вие премиерка, во конкретен случај со бившиот премиер, гледам тој што направи за земјата. Гледам дали се бави со криминал, не се бави со криминал. Се разбира, осуден на 2 години човек, кој што има и други дела, може да биде осуден уште 20-30 години. Ако човекот е чист, ако бившиот премиер не се бавил со криминали, нема потреба да бега. Од друга страна, за жал викам, јас не верувам на никого, до се 27 години, голем криминал е влезен во сите партии, и по-малите и по-големите, инфицирани се со тешки криминали, јас ги викам политички криминал, тоа е вистина, тој термин треба да влезе и во законите, се разбира еден ден. Значи, кај него го гледам тоа. А од друга страна, денес владата му дозволува, да кажам, да замени човек. Сега, јас немам докази да кажам да, го пушти и тоа, али мислеа многу ова некако неозбилна работа. Еден премиер кој што треба да оди во затвор, ти го пратиш, има 6 бодигардои, сите се некои си вработени од полицијата. Значи, мене некако ми мирисува на некој договор. И се разбира, тоа не можем да го тврдам, но времето ќе покаже. На која вие не можете да ја проголтате. На приказно, народот се изборува. Вакви централно ориентирани движења и партии се почесто се појавуваат во европските земји и меѓутоа и добиваат подршка. Меѓутоа од друга страна наидуваат на критика, бидејќи во нивниот состав најчесто влегуваат голем број стакнати интелектуалци и универзитетски професори, па се критикувани како елитистички партии кои што всушност нема да донесат ништо добро за обичниот народ, како што се вели. Во вашиот состав, во вашата партија имате голем број интелектуалци и универзитетски професори. Дали ова би било пречка можеби за добивање поддршка од граѓаните или пак само еден бенефит кога станува збор за ширење на идеи и повеќе поразлични идеи кога станува збор за справување со секојдневието и проблемите? Конкретниот случај за демократи, за нашата партија, ние не ги цениме луѓето дали се доктори на науки или се слаткари. Ние ги цениме луѓето дали се честни хумани, дали имаат работно животно искуство во зависност во која позиција, дали се стручни. Значи нас не води пред се за да бидеш член на централен комитет, пример, или на органите, да просто да кажам, во нашиот треба да имаш квалитети. Можеш и со гимназија да бидеш, па да бидеш на позиција. Зошто ова го викам? Затоа што еден пример ќе кажам, јас сум повозрасен, во времето на поранешна Југославија, Маршал Тито, кој што беше еден од најголемите лидери во светот, према јас што растев и што гледав, за мене тој секој бил светски лидер, и Југославија ти да ја држиш и да не дозволиш криминали да се обогатат луѓето, тоа е голема работа. И економски ја зајачуваше, значи Тито, тој беше бравар. Значи титулата денес, како што знаеме, знаеме... Кој се и големиот број купени дипломи? Благодарам, тоа сакав да кажам. Значи, нашата партија, со помош на граѓаните, се разбира, на Република Македонија, народот, ако ни дозволи да дојме, не да владееме, бидејќи денес овие политичари и партии владеат, ние сакаме да менеджираме, управуваме за доброто на граѓаните. Значи, ако ни дозволи да дојдеме еден ден, се разбира, првото што ќе го направиме, тоа е ревизија на дипломи на одредена група на луѓе. Од доктори на науки, професори по факултети,
дали се доктори, воопшто економисти, и денес се купуваат тие дипломи, слушаме така, дали и политички притисок или за пари. Веќе тука навлезен криминалов во образованието. А образованието ни тони, затоа што знаеме, кога има криминал, во конкретниот случај политичките партии, кога ќе дојдат на власт, за жал, јас викам за жал, ја присвојуваат државата, како да е нивна собственост, ги присвојуваат државните фирми и запослуваат кој што сакат. И денес политичките партии, денес конкретно владеачката партија, и партии што се со или порано што биле, значи овие сите 27 години, стана биро за запослување на најнеквалитетни стручни кадри. А најквалитетните стручни кадри ги бркаме, конкретно ве гледам, вие млади прекрасни луѓе сте, ги бркаме надвор, а исто покрај стручни кадри кои што треба да останат тука да ја градат нашата економија, нашата иднина, што е уште поважно, веќе почнат да ни бегат луѓе и по 40, 50 и постари. Значи, веќе кој ќе работи во оваа земја? Ако ова е, што викам, геноцид направен на мозоко, на човеко, на што викаме, ние ќе ги пораснеме децата, љубов трошиш, време, енергија, пари, за да ти заминат во странство, кои ќе завршат, пример, факултети или стануваат бравари, не е битно. При тоа, вие предпоставам со вашето позадина можете да ни кажете дали таму на запад или некаде во светот се ценети исто така, односно соодветно на нивниот труд. Дали нашите стручни кадри во светот се ценети исто како и нивните домицилни кадри или пак се го трпат дури и тоа подценување затоа што сепак е подобро од Македонија? Да, вака. Во Америка ќе зборувам, бидејќи Америка... Од таму доаѓате и можете најсоодветно да ни оцените. Сигурно сум слушал да за други места и вие знаете. Значи, чисто од пракса. Кога ќе дојдете во Америка, вие секој сте добро дојден. Ако сте стручњак, имате квалитет, тоа се гледа. Верувајте, ако ве прашат дали сте градежен инженер, пример зборувам, дали сте сладкар, дали не е бито што, ако имате квалитет, тоа ги интересира. Дипломата му е најмалце важна, затоа што повеќето фирми се разбира се приватни и во државно да работите во фирмите, квалитето е најважно. Значи, она што го знаеш, дали вие би запослиле механичар што не зна колата да вие запосли, не. Иако при тоа има писмен доказ дека всушност може да го работи. И нашите, зборувам, граѓани од Македонија, значи, врвни успеси има. Кои се професори по факултете, кои се бизнесмени, кои се вработени, не е битно каде, што, бидејќи зборувам за Македонија, ние сме добар народ. Граѓаните се добри по душа, квалитет имаме, стручност имаме светски. Значи, кај нас не се цени. Значи, ние се имаме, ама пак не функционираме. Па не може да функционираме кога просто кога да кажем, е криминалот на прво место. Кога криминалот на прво место, еве, јас се чудам, гледам колку пари се украдени во последните 27 години. Гледам колку не е направено. Значи, во секоја сфера, ако погледаш, економијата е уништена, здравството е уништено, образованието е уништено, наука, иновација. Дишиме секој ден катастрофален воздух и вика не знаеме кај да почнеме да го решиме проблема. И сега некои маски ќе носиме, па ќе делеле, наводно слушав министерот денес за здравство, Филипче ќе давал 47.000 маски, ги идентификовале луѓето глупости невидени, значи на квадрат. Луѓе треба ние причината што не, дали се тоа фабрики, дали се коли, дали се дома што се греме, значи причината треба да се... Причините се калкулира. Исто во име на криминалот. Бидејќи некои секако се обидуваат да го заобиколат вистинскиот загадувач на сметка на задржување за бизнисот. Господин Огненовски, пред малку споменавте, ако ни дозволат да дојдеме на власт. Очигледно е дека вие имате визија, имате идеја што да правите откако ќе дојдете на власт. Меѓутоа, како што споменавме и на почетокот, ова, иако не е де факто, практично личи на двопартиски систем и сите помали партии, за да бидат дел од власта, се претопуваат во коалициите. Дали вие имате план, стратегија, дали имате смислено начин на кој што ќе дојдете до власта? И дали ќе дозволите да влезете во некоја коалиција и да се претопите со... И само да дополнам, бидејќи минатите изборни процеси, вие всушност се уште не бевте формирани како партија, но еве претседателските избори се на прагот, дали можеби веќе имате кандидат со кој што би истрчале? Прво да ви одговорам на вашето прашање. Нашата политичка партија Демократи се формира со една единствена цел,
да работи против сите 40 нешто партии кои што досега, не сите, досега, значи скоро негде така доаѓа, кои што направиле голема штета на Македонија и на народот. Ние не се формираме партии како другите партии што се формираат или ќе се формираат или се формирани од бивши политичари. Ние, нашата партија, јас лично никош не сум се бавил со политика. И повеќето луѓе што не се во, значи, органите не се бавиле со политика. Значи, то се чести луѓе кои што еве на повозрастни, да речеме, и млади имаме, кои што сакаме да направиме нешто добро за иднината на децата, на вас, на сите, на граѓаните, па и на самите себе. Онаш реков, зошто да дишам јас нечист воздух? Не бе битно колку пари има или што имаш. Зошто да нема болница? Зошто да имаме масовно бркање, протерување, с того викам. Не, младите не заминуваат. Тие не би заминали ако имаат плата 1000-2000 еври, ако тука се третираат како треба, имаме атмосфера. Не се работи некојши само за пари. Овде влада еден таков хаос. 1000 луѓе, да кажам, ја контролираат Македонија 27 години, ги делат парите, гледате какви богаташи се, со тешки милиони. И практично е уништена средната класа. И практично не постои средна класа, постои супер богаташи и сиромаси. Така едно општество не може една економија да функционира. Вие сте практично, се извинам, резултат на онаа капка која што ја прелила чашата во нашето општество, би рекле, доколку се согласувате. Јас се согласувам со вас, со вашето, и не само што ја прелила капката, веќе тука е река, тече и некој огромен водопад, Нијагара фактички. Ова е веќе крај. Македонија како држава уништена. Значи, зборувам економски во секоја сфера. Геноцид е направено кај што можеле да направат. Се креирале богаташи. Само дека и Груевски кога дојде на власт првите 2 години големо внимание посвети на економијата. И тогаш изгледите за тоа во кој смер иде нашата економија беа позитивни. Се разбира, ама ќе ви кажам. Вие секојаш за да некој му верувате, треба да прашате што биографија има. Запамтете, Груевски беше министер за финанси со господино пренашниот премиер Љупчо Ѓорѓиевски. Знаете ли Љупчо Ѓорѓиевски колкава штета му има направено на Македонија? Огромна. Значи и финансиски и секако. Се зборува дека толку пари имало ова. Јас не сум полиција да знам кој ќе дојме на власт, ќе дознаеме. Верувате дека поради тоа што нема, еве, ќе се изразам, испрљани луѓе во вашата партија и политичари, дека тоа е причина зошто луѓето биве гласале? Па верувам дека една од причините тоа се разбира нашите способности, не дека сме ние честни само и хумани и сакаме да направиме нешто и да имаме доволно историја, биографија, затоа што вие сте млада. Ако ве прашам колку имате, 22 години, пример, супер сте. Ама треба да имаш 45-50, пример, зборувам, за да бидиш на некој функција, за да јас имам 20-25 години да видам која е вашата историја. Што викаат американците track record. Немам јас на вас 27 годишен човек не е градоначалник на Карпош. Па тоа е трагедија. Да, имавме и министар таков во минатата власт кој правеше скандали. Па Љупчо и Бранко беа по 27, 28, 29 години. Не е битно дали ќе ги погодам годините. Па гледате што направи, пусто што оставија позади себе. Значи нас ни треба квалитет луѓе, луѓе што имаат нешто во себе, што знаат, а пред се честност и хуманост, што сакаат да направат. Нови години никогаш не би се нафатил на политика за себе, за свој лични интерес. Ова чисто морам да ви кажам, го правам за вас, на младите. Најповеќе ми, јас се љутам на мојата генерација или малце помлади од мене. Ништо не направи. 27 години ги остави овие да не уништуваат. И како ние размислуваме дека државата ќе ни оди напред, па не може да ни оди напред државата кога секој ден ја молзат. Луѓе се поставуваат на функции, значи од премиер пример, па до директори, менаџери на овие јавни предпријатија кои што стварно не заслужуваат ни да бидат не незапослени, туку да бидат во нормални вработени. Каде ни се стручаците? Нас само може да ни сме ова квалитетниот кадар. Значи, ако вика Ајнштајн, па сите го знаеме Ајнштајн, бил научен Ајнштајн и така натаму, Никола Тесла и така натаму. Па луѓето нешто направили, измислува. Ние денес иновации, даваме пари за иновации. Кои се тие иновации? Јас знаеш што викам? Се дава пари на иноватори кои што ќе измислат добро, нешто квалитетно, кој што ќе биде корисно за граѓаните на Република Македонија и на светот.
Значи, тоа е иновација, а не... Господине Огненовски, за крај само уште да го доодговорите прашањето, дали имате профил на човек со кој што би истрчале и бидејќи во интерес на времето ќе мора да го привршиме разговорот? Се разбира, значи ние планираме со господ напред, значи кој ќе треба ќе се го објавиме името. Значи тоа ни Значи имате активности, се подготвувате веќе сериозно да настапите на политичката сцена. Се разбира, бидејќи ние немаме време за губење, што повеќе време се губи, Македонија повеќе ќе се уништува и граѓаните. Еве гледате, ем ќе се уништуваат, ем се селуваат, протеруваат од нашата земја, а тоа не би сакал да се случи и тоа е единствената причина зашто јас лично после 30 години дојдов во Македонија да направим нешто добро, се разбира со сите граѓани кои што му мисля добро на Македонија и на народот. Така ви благодарам, господин Огненовски, за вашето присуство и што одвоивте време да гостувате во нашето студио и се надевам дека ќе ве гледаме почесто, бидејќи ќе почнете со активности сега веќе како ново оформена партија за да вашите идеи ги пренесете на граѓаните. Уште еднаш ви благодарам за вашето гостување, а вие, почитувани, останете и натаму со нашата програма. По кратката пауза се враќаме назад во студиото со колегата Дејан Андоновиќ и анализа на настаните од регионот, конкретно случувањето помеѓу Косово и Србија. За празниците со ништата се остваруваат. Споделете ја празничната магија со сите оние кои ви го топлат срцето. На љубовта. Пелистерка. Оваа среда и четврток, најниската цена во градот, само за вас. Осоговски кравји кашкавал пониква 1 килограм за само 249 денари, плюс 100 поени. Маслиново масло Гочија Доро 1 литар за само 299 денари, плюс 100 поени. Туна Рио Маре 160 грама за само 99 денари, плюс 80 поени. И макарони паста Зара 500 грама за само 39 денари, плюс 50 поени на вашата Поен Плюс картичка. Една картичка, безброј привилегии. Мој Тинекс клуб. Авалон продукција ве кани на 4-часовно спектакуларно затворање на 2018-та со Фанк Шуи, Владко Стефановски трио и хедлайнерот на вечерта Джибони. 23 декември, 20 часот, VIP Арена. Најголемата регионална звезда Джибони, најголемиот гитарист на Балканот Владко Стефановски и фуриозните Фанк Шуи на All You Need Is Love 2018-та за најубав можен завршеток на годината. Avalon Production. За празниците со ништата се остваруваат. Споделете ја празничната магија со сите оние кои ви го топлат срцето. Така и вене назад во студиото по разговорот со господинот Огненовски од новоформираната партија Демократи. Сега ќе зборуваме со нашиот колега Дејан Андоновиќ за регионот и светот, конкретно денеска за регионот. Така, бидејќи имавме бурен период, бурни денови. Има многу бурен регион, но и светот беше бурен, па некако регионот малце го одморивме 3-4 дена. Да, меѓутоа време е да му се вратиме, така. Некако француските настани го одвлекоа вниманието до она што ни се случува пред врата. И Украина, и Русија, и Франција, но регионот си е константен онака во турбуленции, да, турбуленции кои ни се нели на границата, па некако повише влие регионот него Париз. Да, ако може да забележам, сепак вниманието на медиумите повеќе насочено кон светските настани, кон големите сили, а не кон она што би можело да ни се случува. Што не е толку лошо, бидејќи преку границите. Да, што не е толку лошо, бидејќи кога сме ние во центарот на светското внимание, тогаш и некако трпиме последици. Не мора Македонија, исходот нема да не би ни се допаѓал. Не би сакале да бидеме на светските медиуми во секој случај. Ден навистина беше бурно Србија и Косово во изминативе денови.
Косово е пред чекор да направи своја војска, а Вучиќ имаше вонредна пресконференција синоќа на која што изјави Косово на 14 ќе формира, што ќе правиме на 15 декември кога ќе се појадват вжештени глави. Значи, Косово не отстапува од намерата да формира своја армија, зашто нели Белград се противи, и тоа некако прекјутно оди, и денес има Косовскиот парламент имаше седница на која се договорија дека на 14 ќе ја стават на дневен ред, и дури опозиционите пратеници најавија дека ќе дадат подршка. Косово се стреми кон целосна независност, причината со војската е јасна. Ако една држава има своја армија, значи дека има и својата државност. Меѓутоа тоа не е така според правилата на игра кои се воспоставени. Белград, забелешката на Белград у 3 збора е дека со формирањето на косовска армија се прекршува резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации, која вели дека на Косово единствена воена сила може да биде КФОР, поради што 1999 година, поради тој српската, односно тогашната југословенска армија се повлече од Косово. Сега што понатаму, ако дојде косовска армија на 14 декември, тогаш се отвара простор да има и друга некоја армија, например српската. Секако нема да дојде до такви конфликти. Белград му е јасно дека војна... Тоа беше прашањето, дали е с оглед на тоа дека ова е мало зовривање на... Тензиите се огромни. А гледаме дека меѓународната заедница и нејзината интервенција не ги смирува, односно барем ги потпалува повеќе. Да одиме чекор по чекор. Првин ќе мора по дипломатски пат, тоа е јасно. Белград нема онаа воинствена реторика, и покрај тоа што е загрижен за Северно Косово и тамошните срби кои живеат, дека доколку таа косовска армија се формира, може да ја окупира таа. Тамо има косовска полиција, но ако дојде косовска армија, веќе тоа е Србија би го сметала како своевидна агресија. Вучиќ синоќа на воредна пресконференција, самата како што кажа, побара од Советот за безбедност на Обединетите нации подитно да расправат околу овие намери на Косово. Од друга страна, еврокомесарот Јоханес Хан и Брисел вчера Хан беше во Белград и во Приштина во обид да ја убеди Приштина да ги намали таксите кои се за српските производи на Косово. Неуспешна мисија од целост, бидејќи Хан беше одбиен. Рамош Харадинај, премиерот, излезе и рече дека Приштина останува на своите позиции. Позициите се додека Србија не го признае Косово, таксите ќе останат. Пред малку и Соединетите Американски држави, што е можеби најново, го ја повикаа Приштина да ги намали тие такси, па ќе видиме. Морам да потсетам на изјавата на Рамош Харадинај дека Косово нема своја надворешна политика, туку надворешната политика ја води Вашингтон. Од друга страна, Брисел се покажа дека не е способен сега за сега да ги нивелира тензиите во регионот. Имам едно прашање во тој контекст, бидејќи Вук Јеремиќ изјави за еден странски медиум дека на 4 ноември Вучиќ и Тачи го договориле ова покачување на давачките, односно на данокот. Дали е ова внатре партиска, односно внатре државна, меѓупартиска војна, или пак Јеремиќ можеби е... Вук Јеремиќ е поранешен шеф на српската дипломатија и сигурно ги има контактите. Беше во Генералното собрание на Обединетите нации. Но од друга страна е и опозиционер кој можеби малку и калкулира. Јас лично не верувам дека они се договориле, но јасно е дека Вучиќ и Тачи имаат иста визија за тоа како да се реши косовското прашање. Ако имаат иста визија, тогаш зашто се силовија? Во што е конфликтот? Тензии. Па конфликтот веројатно меѓу нив и не постои. Тие она што сакаат да го направат Вучиќ и Тачи, да дојде до размена на територија, е неприфатливо за Соединетите Американски држави, за меѓународната заедница и за партијата на Рамош Харадинај, кој смета, актуелниот премиер на Косово, кој смета дека Косово е цело на албанците на Косово и не сакаат ни педа да му дадат на Белград. Дали мислиш дека е можна било каква ескалација, и дали мислиш дека, бидејќи нели сега го имаме договорот со Преспа и сите првични коментари беа на тоа дека ќе биде домино ефект во цел регион, а сега гледаме
тензии. Дали мислиш дека би можело да доведе сега до помирување помеѓу сите наши соседи кои се завојувани или веќе во конфликт, или мислиш дека договорот со Грција нема апсолутно никакво влијание да има на регионот и дека овие тензии ќе си продолжат? Јас би ги одвоил, иако прават тензии и Република Српска, и Босна, и Косово, и Србија, и Македонија со Грција, јас би ги одвоил проблемите. Сметам дека и натаму овој дел овдека е последица на играта на големите. И ово што се случува на Крим, помеѓу Русија и Украина, и денешната сепак вест дека Трамп и Путин сепак се сретнале и разговарале на темата Украина и Крим, само укажува дека можеби големите лидери ќе се обидат да ги намалат тензиите. Но тензиите ќе ги видиме на 14 декември. До тогаш ќе очекуваме да видиме каква дипломатска игра сега игра Соединетите Американски држави, кои, пак ќе подсетам, се главните од клуч за решавање на проблемот на Косово и регионот. И само уште едно, вчерашниот ладен туш на Хан и одбивањето, нели, на Приштина да го прифати неговиот план да се намалат тие такси е и поради фактот дека Косово одамна игра на картата. Дајте ни визна либерализација за косоварите во Европската унија, ние ќе бидеме, нели, послушни. Бидејќи Европската унија не и даде визна либерализација, веројатно се смета дека ова е играта на Приштина. Само уште една работа да прокоментираме пред да се одјавиме од овој дел од студиото. Надвор од Србија и Косово темата, тоа е она средба помеѓу нашиот премиер Зоран Заев и унгарскиот Виктор Орбан на вечера кај Пленковиќ. Заев има изјава во која вели дека се сретнал со Виктор Орбан, меѓутоа не разговарале за екстрадицијата на Груевски. Дејан, дали го гледаш ти ова како дипломатска игра или дипломатски трик, бидејќи нели секој друг... Зашто друго би разговарале ако не за Груевски? Јас видов информација дека само се разминале. Јас мислам дека протоколите на премиерите, министрите, председателите ги договараат тие средби. Не е сигурно се сретнале во трета држава, кај што е домакин трета држава, двајцата премиери, па прво кога се виделе зборат за Груевски. Веројатно, за да зборуваат за тој случај, веројатно предходно нивните служби ќе стапат во контакт на начинот на преговарање, а може би разговарале, не знаеме што... Кој може да тврди дека може би не разговарале? Пред малку реков, Трамп и Путин не се сретна, па денеска излезе дека се сретнале и разговарале сепак 15 минути. Може би за некој ден ќе дознаеме таква информација за средбата Орбан и Заев. Така, кога веќе ги спомнавме Косово и Србија, само уште да прочитаме една информација која што е стигната пред околу, односно објавена пред околу 1 час, тоа е дека на српскиот кошаркарски клуб Партизан не му беше дозволено да влезе во Косово. Тоа е една од последните информации и изјавата на Харединај дека владата не е виновна што е доцни со визната либерализација за Косово, она што го спомна. Приштина едноставно игра на картата, ги уценува. Дајте ни визна либерализација и ќе бидете поголем фактор на стабилноста во регионот. До тогаш нашата надворешна политика ќе води Вашингтон. Така, Дејан, ти благодарам за овој осврт и ова анализа на настаните, а секако вие останете натаму со нашата програма по забавниот дел возење со Вучич ексклузив и секако вашиот омилен Сергеј Верошлија. Следува нов информативен блок, а во наредниот дел од Студио 1 ќе ве дружи колегата Александар Чомовски во 22 часот. Не заборавете, ги отвара линиите и ќе можете да му се јавите директно во студиото, а 1 час претходно, односно во 21 часот, проследете авторската емисија Правда и неправда на колешката Гордана Дувњак. Тука се одјавуваме јас и колешката Атовска, тука завршува некаде нашиот дел и ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Добар ден, почитувани дами и господа. Еве дојде време за уште една емисија Возење со Вучич.
Останете на Еден ТВ, бидејќи сега следуваат рекламите, нашите помагатели. Јас да се подготвам и веднаш се враќам, почнуваме. Бидете тука! Да ви ги представам нашите помагатели на нашата емисија. Почнувам со Фортекс. Ви го представувам Диаврон 600, најбараниот додаток во исхрана кој направи вистинска револуција низ македонските аптеки. Специализирање е за диабетичари, а допринесува за разградување на шекерите во крвта. Помага за нормална циркулација и при отежното движење, за одржување на нормалната функција на нервниот систем, како и намалување на чувство на замор и слабост. Задолжителна употреба од 6 месеци, а го има во сите поснабдени аптеки во земјата. Запаметете, Диаврон 600, чувар на вашето здравје. Почуваме со Кадино, моето брашно. Веќе неколку години со нас, најквалитетното брашно во Македонија. Потоа, Елит кафе, да си ги поздравам, со најголемата наградна игра во Македонија. Секоја втора кесичка е добитна, доделуваат многу награди, меѓу кои апарати за домаќинство и бела техника. И сега нашите нови пријатели Сано сокови. Една од најстарите фабрики за производство на сокови, што децата најмногу ги сакаат. Бучен Козјак, број 1 производител на најквалитетно кисело млеко во Македонија, дефинитивно тоа јас ви го гарантирам. Избран од населението и препорачано Сдружение на педиатрите во Македонија за сите новороденчиња.